Во вторникот на Скопскиот плоштад пристигна воинот и неговиот конј, или скратено кажано пристигна воинот на конј. Сега проблемот е тоа што воинот, односно споменикот им се паднал на нашиве власти во киндер јајце, па сега им треба некој време за да го склопат, како што кажам, ќе им се потребни некои си 2 недели. Веројатно толку време им треба за да го прочитаат, да го проучат упатството. Туку друга работа мене ме интересира. Ако се паднал споменикот во киндер јајце, очигледно се паднал, чоколадата? Кај е чоколадата? Кој ја изеде? Коце? Тодоровиќ? Груевски? Или може би поминал Бранко уште ноќта, па ја собрал чоколадата, ако оставил само споменик. Да, овие дилеми за киндер јајцето и чоколадата ги наметна македонските твитерџи, има таму доста интересни дискусии околу споменикот, побарајте ги под хаштагот АЦ. А мене ме интересира нешто друго. Нели централното место на плоштадот беше најавено за споменикот на Александар Македонски? Мислам дека и Груевски истото го кажа, да. За чему онда тај споменик кој правите? Зашто? А зашто не? А зашто да? Ако нешто правите, предпоставljam да имате идеju зашто нешто радите. Па Александар Велики е позната личност у светској цивилизација и оценили сме да треба да се направи. Светската цивилизација и оценивме дека треба да се направи. Ете така. Значи, кај е Александар? Што се случи со Александар? Зошто наместо него имаме некаков си воин на конј? Ќе ми објаснили некој? Неколку месеци пред најавеното, на плоштадот Македонија стигна споменикот на Александар Велики. Засега е расклопен на парчиња на земја. Значи нашиве го преименувале. А чекајте, што стана со тоа името, не го даваме името наше библиско, името наше... Како тоа сега се стана воин, а Букефал стана обичен конј. Та, кај се сега чуварите на името и идентитетот, кај се сега патриотите? Дајте направете некој протест, дајте реагирајте. Не може вака да остане, бе. И Аце и Букефал да станат воин на конј.